Габриела, ама така не ме вика ни мајка ми. Вие сте дојдени тука да ме слушате како зборам за Tune.js. Сега мал проблем. Нема да ви зборам за Tune.js. Зашо? Зашо ќе ви зборам за Tone.js? Затоа што Tune.js doesn't exist. Сватив дека е тајпо дури пред 3 дена, ама не ми се замараше да се поправя, така што here we are. Одлучив да стане Tune.js. Што уствари е Tune.js? Поема неам. Ќе го измисле некој, валјда. Не јас. Никако јас. Океј. Што уствари Tone.js? Tone.js е фреймворк у JavaScript што буквално овозможува да рекреираш било кој инструмент што ќе ти текне у самиот браузер. Ако ви се чита поише, може да прочитате. Ја нема се замарам толку. И ќе идам директно на документација. Океј, тоа што ми се свиѓа мене најмногу Tone.js е дека не само што има Node модул, туку може и да се ставе како скрипта и нема мора се замарам да инсталирам јас тука и да ми зафаќат npm modules цел простор. Океј. Ајде бе. Океј. Линкот што го копирав сега, го копирав од документацијата. Арно, ама се водев исто и по туторијали која учев за Tone повеќе. Има различни линкови што ги користат луѓето, ама најдобро е секојаш да се користи овојот документацијата, зашто ги пробав и другите, некои од нив не овозможуваат да функционира апсолутно ништо. Сега, која си имаме веќе... Океј, ако сакаш да го искуцаш кодот за мене, искуцај го кодот за мене. Буквално цел Tone.js е базира на синтови, што се објекти, што ги праќа фреймворкот до спикерот. И тука имате едно to destination, ова е функција што уствари го праќа звукот до спикерот, ама има и друга функција што се вика to master. Мислам дека беше to master. Да. Што истото го праве, само што почесто се користи to destination. Самата synth функција го креира тој synth. Сега, нас, за да може да ви прикажам, треба да додадам едно... Сашо скриптот го додам, лол. Нема веза. Океј. Зашо го избрижав целото? Океј. За да може да се тригерира саундот, уствари ќе мора да има некаков клик или некој било кој друг тригер. Најчесто се користи клик на копче за да се тригерира саунд. И мора да се има старт функцијата, зашто без неа браузерот не го препознава звукот.
И секако после тоа со trigger attack release се одредува која нота ќе се пушти и колку долго ќе трае. Сега сакам да ви го пуштам ово. Кај е копчето? Очигледно дека ми требаат наочари. Океј. Немаме саунд. Да немам саунд зашо е локално. Така шо? Преправајте се дека овоа е од тоа што го правиме сеа. Замижете, затворете очи, нема ништо тука. Само едно копче горе што вика click to play sound. И се пак неќе. Чекај десно, ај веко. На headphones? Ави ме се. Океј. Јеј, звук! Океј. Ама, ово не е единствен звук што може да го има. Не. Океј, има и друг звук. Знаете зашо? Има повеќе видови на синтови. И можам да ја ставам документацијата некаде после за луѓе што се поише заинтересирани. Ама најосновното е самата синт функција, што е обичен синт објект и можеш да му ставаш различни properties да му праќаш, небитно. Најкористени се, иако ги има повеќе, не се користат сите, најкористени се IM-Synth, што е Amplitude Modulation Synth, да, што дефинира како функционира еден влијае, тоест како влијае еден осцилатор на друг осцилатор. FM Synth што е истото само со фреквенција. Membrane Synth што најчесто се користи за симулација на тапан. Monosynth, Noise Synth, немам забележано никаде да се користат. Plug Synth, што многу би сакала да ви покажам како функционира, ама не секогаш може да го ладира на ThinkPad, не знам зашо, нешто до моите драйвери е валјда, we shall see later. Семплер што е најчесто користен за симулација на пијано и за разлика од другите што користат математички функции за да го пресметат звукот, семплер користе аудио саунд за да биде што е можно пореалистичен. Сега, освен што кај сум? Освен што може да го ставиме било кој синт, ајде нека биде се FM синт. Зашо да не? Ајде го слушнете. Малце ми е тивко. Океј. Ово е само една нота, луѓе, верувате ми уште поинтересно е како идеме натака. Океј, спомнав дека синт е уствари објект. Ајде да не биде дека ве лажам. Многу обожавам кој ќе ми го дава, како да само... I don't have to do anything. No. Слушате разлика? Може да го менјаме типот на осцилатор.
и добиваме сосема различен звук. Ако на некој не му се замара со учење на различните видови на синтови, игри се со осцилатор. Ај, нека стои сквер, поише ми се свиѓа. Океј. Ако не ви е доволно само осцилатор, може да ставете Ќе завршиме многу брзо ради ова. Може да му ставиме и ефекти на звукот. Идам со реверб, пошто најпознато ми е. Не сум музички талентиран човек. Да знаете. Океј, и си има пропертија као decay, што значи колку време ќе трае пред да почне да фейдне, и нешто што многу делува на звукот е пропертито вет, што пак ќе кажам не се разбирам од музика, ама буквално колку вет е саундот. Ај, нека биде 4. JavaScript humidifier. Океј. Сега ќе го сменеме увет на 8. Не ми е исто, искрено. Ајде да видиме. Слуша некој разлика? Исто е. Океј, значи ако некој сака да го смене звукот со овој ефект, не го користете. Океј. Ово е углобала као basics. Сега, тоа што сакав ја да го правам, тоа што одлучив да го правам, беше да ставам повеќе инструменти, а пробам да ги симулирам. И да го добијам овоа. Да ви кажам од прилика како се одвиваше тоа. Лол. Океј. Се тука. Ај ќе ги сменеме малце, нека бидат виолина, ај нека биде вака. Што друго сакате? Гитара?
Иначе дополнувањето на кодот е екстензија што ако некој го интересира ќе му ја кажам после. Ајде тап. Мислам дека треба да се вика How Not to Code. Океј, ајде да видиме дали е точно. За виолина најчесто се користи FM synth. И искрено многу повеќе звучена виолина кога нема никакви properties додадено на него. Така што ќе слушнеме прво со properties, па после ќе тргнеме да ги видите. Гитара. Ај нека стои synth. Да. И за драм се membrane synth, тоа е точно. Ајде да видиме. Јеј. Звучена виолина? Звучена гитара? Едно погодено. Ајде. На синт? Ајде да го пробаме тоа. Повеќе звучи? Помеко е. Секојаш на самиот GitHub на Tone имат ставено аудио за секоја можна нота. И ако земеш со семплер и ги земеш тие аудио, ќе звучи најверојатно многу подобро. Ама кој му се замара толку да биеме реални? Тест. Се слуша? Дефинитивно не е ова гитара. Anyways, мислам дека ово е многу попријатно за очи, за уши. Така што ајде да ви кажам како отприлика го правев. Код јеј. Океј, за разлика од тоа што го правев сега, ово го правев на друг лаптоп кој што немав екстензијата и не беше се со таб. Само ви кажам. Океј. Избрав лира, пијано и виолина за да тестирам.
Чисто почна као Genshin фан, дека мораше да правам нешто поврзано со тоа. Затоа што го генерирам, го генерирам овоа бесна, само што сватив дека не се гледа бојата. Вака. Го генерирам кога ќе се кликне инструментот, така што сакав буквално се само да кога ќе се селектира, да не биде генерирано, па се менја само сликата. Затоа со код ги ставив нотите у еден грид. Ама тоа не е тоа што ни интересира нас сега. Прво, тоа што го спомнав за семплер, еве еден линк од Ctrl клик. Иначе има многу вакви тонови што може да се земат од GitHub и се стават во семплер. Да, дефинитивно го пробав и дефинитивно ми звучи повеќе како пијано со семплер отколку со било кој друг синт. Ама ги дефинирав и виолината со AM синт. И тука имам ставено random property. Искрена бидам, експериментирав, пошо по трет пат не се разбирам од музика и го имаме и плаксин. Баш ме интересира дали сега која е вака поврзано ќе се слуша звукот тука. Се слуша звукот тука, тоа ми е мило. Не функционира секојаш и затоа правев некои глупости. Го гледав овоа као некој workaround, doesn't work, ако некој сака да проба некојаш, doesn't work. Ама глобалот како ги дефинирам инструментите, им ставам properties ова она. Го дефинирам play делот, кај што се повикува самата старт функција на секунда. Ме буне ово така што може да си оде. Зашо? Така. Океј. Play note се повикува кога ќе се кликне некој од копчињата, што може да го видите надоле кај нагоре, уствари треба да е. Да. Кога ќе се кликне некој од копчињата се повикува play note се зима секојаш со tone start, што спомнав мора да го има. И му ставаме trigger attack release со нотата што е селектирана. Овој случај некоја од овие, за да не биде досадно као на претходните копчиња по еден звук. И му правиме timeout за да звучи малце пореалистично. Друго што имам е само промена на сликичките кога ќе се менја и мала анимација што не се баш поврзани со тон, ама убаво е да ги има зашто никој не ќе да гледа празен екран. У глобала тоа е тоа од кодот као не ти треба премногу. Мило ми е што може да се интегрира со други ствари. Баш гледав дека може да се вметне у React апликација, може да се комбинира со Svelte. Немам пробано ништо од тоа, пошто ми е доста ново и мене.
ама би било убаво да се дзирне и да видам шо како е. Дали некој случајно сака да свирнеме нешто на... Чекај, па не ја пушти виолината. Океј, дали ово звучи повеќе како виолина? А? Океј. Мислам дека пијаното е најреалистично. Да, дека се користи семплер. Искрено, колку повеќе го зборам, толку повеќе мислам дека ќе го препорачувам на луѓе. Anyways, дали сакате да свирнеме нешто, некој да се разбира малце повеќе у ноти од мене? Ајде. Еден happy birthday, не ќе ме ништо повеќе. Стоите. Аха, окей. Чекајте. Спорој. Не. Решив нота. Нема веза, ова требаше бие happy birthday. I give up. Не ме бива. Валјда можеш. Сакав да го ставам малце повеќе со, не знам, да размислуваат луѓе, пошто apparently така се уче. Океј, зашто никој не се разбира од ноти, пошто people in tech. Дали има прашања? Go easy on me. На What the Stack реков дека ќе зборам на следниот BRGS и комплетно заборавив. И ми пиша Дарко, шо ти е темата? И бев како можам да зборам за нешто што е малце покреативно у код, оти тоа е моето нешто, ама да биде поврзано со JavaScript. И гуглав, и ебене. Од тука иде тоа дека само месец дена знам за Tone.js. По мојот тюн.